Како што најавив, по рекламите следуваат вестите. Со песна и игра, денеска свечано беа примени првачињата во општина Штип. Во училишните клупи седнаа 415 првачиња. Новата учебна година стартува од понеделник или 4 септември. Во 5 основни училишта во Штип денеска свечено беа примени 415 првачиња. Заедно со своите родители влегува во училниците, каде што во наредните 5 години ќе се описменат, но и ќе добијат знаење за останатите науки. Јас сум Андреја, ќе тргнам во прво деление во основното училиште Ванчо Пројке, Штип. Сакам да учам букви и бројки. Кажеш дали сакаш да учиш бројки и букви да црташ? Да. Многу сакам, ќе учам математика и това. Многу ми се допадна учителката. Со неа ќе научам како да читам и да пишувам. Наспорти првачињата кои се уште не се свесни за врските кои им престојат, родителите возбудени и сретни сметаат дека денешниот прием на нивните првачиња е еден од најсветлите моменти во животот. Од моје лично искуство ова ми е второ прваче кое што го испраќам, не можев да спијам. Малиот исто така е превозбуден, се надевам дека ќе имаат успешна учебна година, дека се ќе биде во ред со учебната програма, со училиштето, со учителката која што ќе ја запознаваме доправа. Сметам дека ќе биде забавно. Прекрасно е чувството да се биде родител денес на овој суштествен момент, исчекор напред во животот на секое дете. Верувајте, имам повеќе трема од своите деца, се чувствувам прекрасно затоа што јас бев дел од ово училиште и верувам дека наставниот кадар со својата посветеност и љубов кон децата и професијата ќе профилираат вистински наши рамноправни партнери и будни градители на нашата грудка во иднината. Да им посакаме среќа и да не надраснат во секоја смисла. Сонја Петревска, баба на прваче, се сеќава на првиот училишен ден и кога за прв пат легла во основното училиште Ванчо Пројке, каде што ќе учи и незиното внуче. Забележува дека и по 40 години не постои разлика при приемот на првачињата. Ако погледнете наоколу, ќе видите деца разиграни, растрчани низ паркот и можете да го препознаете нивниот интерес. Значи, тие продолжуваат да сакаат да играат, и најверојатно и со сигурност дури истражувања сега како научник малце покажуваат дека тие тоа го очекуваат од училиштето. Јас се надевам дека оваа училиште, кое што има долга традиција, има изворедни, во својата историја има изворедни стручни кадри и раководители, ки им го даде она што денес на денешните деца им треба. Добре дене на првачињата им посакаја учениците од петите оделенија кои не изигра и песна и им покажаа што научиле од своите наставнички. Па досега научивме да пишуваме, да читаме, да бидеме културни и уште многу други работи. Наставничката Совка Ничева, која е искусен и долги години наставник, вели дека од денеска почнува со нова генерација, на која во наредните 5 години треба да и се даде знаење. Да, нека им е среќен првиот школски училишен ден и чувството е многу големо не само за дечињата, за наставниците и за родителите. Тоа чувство не може да се опише. Денеска традиционално во штипските основни училишта е свечениот прием на првачињата, а од понеделник стартува новата учебна година за учениците. Денес во прво деление тргнаа 132 ученика, од кои 6 паралелки во централната зграда и една паралелка во подрачното училиште во Ново село. Им посакуваме среќен почеток на сите првачиња и пријатни мигови во нашето училиште. Во останатите основни училишта во источниот регион приемот на првачињата е во понеделник, а и оваа година во овој регион ќе имаме помал број на првачиња во споредба од пред една деценија. Во недела на 3 септември 2017 година во соборниот храм Свети Никола во Штип со почеток во 18 часот традиционално ќе се служи молебен за среќен почеток на новата учебна 2017-2018 година. Ги покануваме сите ученици и студенти да присуствуваат на молебенот, се вели во соопштението на Брегалничката епархија. Звони за час, возете внимателно, дечињата тргнаа на училиште, е слоганот по кој ќе се реализира новата едукативна кампања
на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата. Кампањата ќе ги едуцира децата и родителите за поголема безбедност на најмладите во сообраќајот. Новата учебна година е на самиот праг, а со тоа и децата секојдневно ќе бидат учесници во сообраќајот. Родителската и хумана обврска на секој поединец и на сите надлежни субјекти е да се преземаат сите неопходни мерки кои стојат на располагање со цел да ги заштитиме децата од повреди и загуби во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со неколку важни совети на кои што секој учесник во сообраќајот треба да внимава и да се придржува. Кога ќе видите знак училиште, задолжително намалете ја брзината. Посветете внимание на движењето на децата во близина на патот и училиштето. Посебно бидете внимателни на пешачки премин, намалете ја брзината навреме и благовремено застанете и препуштите ги пешаците. Особено внимавајте на децата. Возачите секогаш треба да имаат на ум дека децата не размислуваат за опасностите на патот. Запомнете дека тие не се во состојба да проценат брзината со која се движат возилата. Покрај тоа, секој родител има обврска да го информира и запознае детето со основните правила и прописи во сообраќајот, каде треба да се движи и како да ја премине улицата, како да користи јавен превоз, кој е најбезбедниот пат од дома до училиштето и обратно и кои се најголемите закани за децата во сообраќајот. Статистиката покажува дека во 2015 година 17 деца на возраст до 14 години го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во 2016 година оваа бројка изнесува 5. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, согласно своите стратешки цели и заложби, работи и го поддржува европскиот и светскиот концепт за 0 деца жртви во сообраќајни незгоди. Патиштата во Источна Македонија заглавуваат во експроприацијата на земјиштето. Пензиите во Македонија и пензионерите тема на денешниот прес на Општинскиот комитет ВМРО-ДПМН Штип. На денешниот прес пред медиумите од ВМРО-ДПМН подсетија, СДСМ продолжува со манипулациите за пензионерите. Почитувани сограѓани, СДС пак си тера по старо. Кој има, пак ќе има, а кој нема, пак ќе нема. Овој пат жртва се пензионерите. За каков живот во Македонија зборуваме, кога на пензионер со пензија од 9000 денари, усогласувањето, односно покачувањето на пензијата му е само 90 денари, а на пензионер со пензија од 40.000 денари, усогласувањето му е 400 денари. Во изминатиот период од ВМРО-ДПМН за сите пензионери аршинот бил еднаков. ВМРО-ДПМН подеднакво се грижеше за сите пензионери. Покачувањето за сите беше по 670 денари или за една година 7800 денари, што значи дека во време на СДС пензионерите ќе губат по 6720 денари годишно. Од ВМРО-ДПМН се надеваат дека пензионерите знаат кој најмногу придонел и кој најмногу се грижел и ќе се грижи за подобрувањето на нивните пензии. Во продолжение евеа и реакцијата на Општинскиот комитет СДСМ Штип. Владата, предводена од СДСМ и парламентарното мнозинство, остануваат посветени на остварување на мерките и проектите содржани во предизборната програма на СДСМ и програмата на владата. Во таа насока, владата и парламентарното мнозинство со сиот свој капацитет работат на реализација на планираното покачување на пензиите. Владата, предводена од СДСМ, ги зголемува пензиите и ги усогласува со трошоците за живот. Претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, при носењето на буџетот за 2017 година, немала предвидено никакво покачување на пензиите. Со донесувањето на ребалансот на буџетот за 2017 година од страна на парламентарното мнозинство и актуелната влада, обезбедени се средства за усогласување исплата на пензиите до крајот на 2017 година. Оваа година пензионерите ќе добијат дополнителни над 2000 денари на досегашната пензија, за разлика од минатогодишните 600 денари што ги издвои владата на ВМРО-ДПМН. Манипулирање од страна на опозицијската ВМРО-ДПМН со граѓанскиот сектор нема да дозволиме, ниту истиот да се користи како оружје во предизборна кампања. Стоиме на истото. Со 1,5 милиони евра буџетски пари месечно,
Владата ќе ги подржи компаниите да исплаќаат минимална плата до 2000 денари. Од септември 130.000 работници ќе земаат минимална плата од 12.000 денари. Калкулација со фиктивни броеви нема да дозволиме, затоа што опозицијската ВМРО-ДПМН не ги стави пензионерите никаде во 2017 година. Пензионерите кај опозицијската ВМРО-ДПМН не беа приоритет. Апелираме граѓаните да внимаваат. ВМРО-ДПМН е во очајнички обид да ги засени успешните проекти на владата предводена од СДСМ и во страф од известниот убедлив пораз на престојните локални избори, секојдневно создава лажни вести со цел да ги манипулира граѓаните. Владата предводена од СДСМ и парламентарното мнозинство продолжуваат да работат одговорно, транспарентно и во интерес на граѓаните. Програмата што носи добро за сите граѓани и за која што гласаше мнозинството, се реализира посветено, отчетно и во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Стои во реакцијата на општинската организација СДСМ Штип. Од денеска, повеќе државни институции почнуваат со двосменско работење, во согласност со одлуката што ја донесе владата. Управата за јавни приходи, Царинската управа, градинките, Управата за водење матични книги, службите за издавање лични карти и пасоши во МВР и оделенијата за одбрана во градовите и во општините во рамките на Министерството за одбрана се првите кои почнуваат со работа во 2 смени. Работното време во овие институции ќе биде од 7 часот до 14 часот и 30 минути и од 14 часот до 21 и 30 минути, а ќе се работи првата сабота во месецот, но само во една смена, од 8 до 16 часот. Втора смена се воведува и во градинките, кои ќе згрижуваат деца до 21 часот и 30 минути. Од денеска почнува и примената на одлуката на флексибилно работно време во владата, министерствата и во органите на државната управа. Како што соопшти Министерството за информатичко општество и администрација, секој вработен во владата и во министерствата може да пристигне на работа помеѓу 7 часот и 30 минути и 8 часот и 30 минути и да замине од работа во периодот меѓу 15 часот и 30 минути и 16 часот и 30 минути. Патиштата во Источна Македонија заглавуваат со експроприацијата на земјиштето. Се гради експресниот пат Штип-Кочани, но од јавното претпријатие за државни патишта ги покануваат граѓаните кои имаат имоти на потегот од 3 чешми до Крупиште, а кои имаат забелешки и поплаки да се обратат до општина Штип. Градбата на патиштата во Источна Македонија заглавуваат во имотно-правните спорови. Градежните компании ги градат, но државата мора експресно да ги решава проблемите со експроприацијата на земјиштето. Скоро половина година се гради експресниот пат Штип-Кочани, односно првата фаза од новата клучка над населбата Три Чешми до селото Крупиште. Двете македонски компании Гранит и Бетон ја пробиваат трасата, но јавното претпријатие за државни патишта и општина Штип ги повикува граѓаните кои имаат имоти на трасата во Три Чешми, Долни Балван, Крупиште, Стар Караорман и останатите населени места да учествуваат во постапката за механизам за жалби и поплаки. Засегнатите граѓани кои имаат имоти или локации на трасата или во близина на истата и имаат во план да поднесат забелешка или жалба по истата во врска со земјиштето, да дојдат во општина Штип и да пополнат формулар кој локалната самоуправа ќе го достави потоа до јавното претпријатие за државни патишта. Одговорно лице за пополнување на формуларите и за постапката е Лазар Соколовски, советник за рурален развој на телефон 078 476 685 или да воспостават контакт на имејл ler.штип.gov.mk. Рокот за пријавување е заклучно со понеделник 11 септември 2017 година. Проблеми со експроприацијата на земјиштето има на автопатската делница Штип-Миладиновци. Граѓаните кои не се согласуваат со понудената цена за експроприација, постапката може да ја продолжат во судовите. Експресниот пат Штип-Кочани е со широчина од 12 метри, за во иднина да прерасне во автопатско решение. Првата делница од штипската населба Три Чешми до Крупиште е околу 14 километри и чини околу 20 милиони евра, зашто Македонија веќе доби кредит од Европската банка за обнова и развој.
Одиме со граѓанска реакција која се однесува на еколошката неодговорност. Отпадот кај брегот на улицата Панче Караѓозов во близина на Елкос подолг период никој не го чисти. Делот од брегот на улицата Панче Караѓозов наспроти спортските игралишта во близина на Елкос со години е натрупан од отпадоци. Таму контейнери нема, ѓубрето се трупа, а никој ни да трепне да го исчисти. Натрупаниот отпад позади мене на брегот подолг период стои. Несовесни граѓани дневно трупаат различен вид смет, но одговорните институции ја уредуваат околината, а овој дел некако го прескокнуваат. Време е комплетно да се уреди овој простор, а и да се огради просторот, бидејќи жителите овде мислат дека е опасен за малите деца. Граѓаните реагираат, велат несовесен еколошки однос има, но нема контейнери, а ниту пак одговорност постои, а ниту казни има. Тоа ѓубре ќе биде 12 години не може да го чистат. Тоа треба да се речисти, има луѓе неваспитани, треба да се земе некој багер да се чисти таму, некој зид да се стави, некој дете ќе падне. Ја минам тука вај пато нагоре, гледам ѓубрето све одгоре, што колички децата фрат од тоа ѓубрето. Не бе контейнер, ништо тука. Да одеш болест ке фалат народ. Треба и контейнер? Треба. Или да не контейнер, треба да се збере ѓубрето. Камерата на Ирис телевизија го кажа своето. Лошите услови за работа, ниските плати се причина за масовниот одлив на медицинскиот кадар во европските земји. Неофицијалната статистика покажува дека за само 4 години над 1000 млади лекари си заминале од државата. Најчесто екзистенција во странство бараат најдобрите студенти. Поради ова помалите општини како Чешиново, Брешево, Зрновци и Карбинци се без здравствена заштита. Тамошното население или се лекува во соседните градови или ги чека руралните лекари. Над 400 специализации, а специализантите да се платат од клиниките каде што специализираат, се дел од пакет мерките кои Министерството за здравство ќе ги имплементира во текот на наредниот период, со цел да се намали миграцијата на младите лекари. Потребно е измени и дополнување на законот за здравствена заштита. Планираме вработување, огромен број на доктори. Над 400 специализации се надевам во скор период ќе пуштиме, за да ги мотивираме да остануваат тука. Планираме специализантите да се платат од клиниките, односно болниците кај што специализираат, бидејќи ние ги искористуваме како кадар таму. Тие работат таму активно и учат и работат. Со измените во законот се планира и специализантите да добијат поголеми бенефиции, со што нивниот печат ќе почне да се признава, а истовремено нови начини ќе се мотивираат, рече Таравари минатата недела. Секаде имаме дефицит, посебно со доктори, не е со средниот медицински персонал, и тоа со доктори ќе направиме се. Печатите на специализантите да почнат и тие да влезат во функција, значи до сега не се сме координирани со лекарска комора, имаме такви планови и се надевам дека или пред или после нова година одма ќе почне, ќе влезе, односно ќе се изгласа новиот закон за здравствена заштита. Огромен е бројот на млади лекари кои ја напуштија државата. Неофицијалната статистика говори дека во изминатите 4 години дури 1000 млади лекари успеале да се вработат во европските клиники. Најчесто заминуваат најдобрите студенти, кои додека студираат медицински науки, паралелно го изучуваат и германскиот јазик. Масовното иселување е причина и за помалите општини да останат без здравствена заштита. И овој петок штипјани на градскиот пазар пазаруваа вообичаено како за цела седмица. Најмногу барани актуелните производи за овој период од годината. На градскиот пазар во Штип цените пазарџиите и овој петок не ги променија. Избор разновиден, граѓаните задоволни пазаруваа за цела седмица. Крушата 60, бананата 50, патлиџано 30, лимоно 120, а сувозрнестото графчето ни е стотка со 120, оризо 60.
Либлибија 280 со 300, семката 250 со 200, сончоглед 130. Денеска компирот е 20 денари. Имаме патлеџан 20 до 25 денари, бубурите се 25 денари, модрите 10 или 3 за 20. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден, а најмногу се трошеа актуелните производи за овој период од годината. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Вие останете на Ирис телевизија во денешното издание на регионалниот магазин Отворено на тема. Гостин на Војо Маневски е поранишниот премиер Емил Димитриев. Емисијата денес е во 18 часот и 30 минути. Ве покануваме да бидете дел од Отворено на тема. Пријатно!